Собранието може да биде главен двигател, но и главен кошничар кога се носат законите во земјава. Политиката има мог да делува како катализатор, ако сака некој закон да се убрза, неретко и по цена да се заобиколи правната процедура, но политиката има мок и да ја крене рачната кошница, ако сака да го одложи или спречи носењето на некое законско решение. Во Македонското собрание од почетокот на годинава седници имало вкупно 12 дена, и тоа 7 денови во јануари, 1 во февруари и 4 во март. Во овој период биле донесени 29 закони. Од нив само законот за употреба на јазиците е нов, а останатите 23 се измени и дополнување на закони, и уште 6 закони се ратификации на конвенции и договори. Ако се анализираат само голите бројки, ќе се добие впечаток дека во неполни 3 месеци парламентарците завршиле речиси исто толку работа како цела 2017, кога на 145 одржани седници биле донесени 33 закони. Сето тоа изгледа минорно во споредба со 2016-та, кога на 293 седници биле донесени 365 закони. Изгледа смешно, но некои денови пратениците како да се надпреварувале за Гинис, па за помалку од 8 часа работа донеле 41 закон или по еден закон на секои 11 минути. Но не секогаш биле вака мотивирани за работа, па некогаш со недели па и со месеци не донеле ниту еден закон. Дека собранието може да биде кошничар при носењето на законите, покажува извештајот за сработеното во така наречениот план 369, каде има низа важни закони, чие донесување доцни и тоа по неколку месеци од утврдените рокови. Во делот правосудство 3 месеци се доцни со измените на законите за судови и судски совет, чиј рок беше декември 2017-та. Рокот е промашен и за дополнувањата на законот за заштита на сведоци, како и за измените на законот за судови во делот на дисциплинската одговорност на судиите. Образложението за ова е немањето политички консензус. Од мерките предвидени во делот на правосудство, значи касниме во законите кои што бараат консензус помеѓу владата и опозицијата. Меѓутоа, пак не сакам да го искористам да искористам оваа ситуација за да префрлам нечија вина. Туку напротив да повикам консензус по однос на овие важни прашања. Пратениците доцнати со работната група за реформи на парламентот за постигнување политички договор за измени во деловникот, како и со носењето на етичкиот кодекс. Таму каде што доцнат изговорот е недостиг на политичка согласност, иако реално таква согласност помеѓу власта и опозицијата во Македонија безмалку и никогаш да не постоела.